Добър ден, драги ученици! Вие сте во училница и следите француски јазик за 9 оделение. Јас сум Елизабета Трпковска, предавам француски во основното училиште Гоце Делчев во Неготино. На овој час ќе се запознаеме со културното наследство на европските градови, ќе примениме комуникативни вештини и ќе утврдиме лексиката за подароци и сувенири. Часот е читање со разбирање, а вие ќе си подготвите тетрадки и пенкала. Моето прво прашање. Est-ce que vous connaissez les capitales en Europe? Тоа ќе го утврдиме преку една игра, тоа ќе биде нашата воведна активност. Имате игра со коцки, погодуваме 5 главни европски градови преку нивните символи, како дел од европското културно наследство. Тоа на француски се вика Le patrimoine des villes européennes. Да погледнеме играта и да изиграме заедно. Треба да погодите кој град се крие зад некоја од овие 5 картички, ќе ја вртиме коцката и ќе видиме на што ќе се падне. Devinez quelle capitale se cache derrière le symbole. Треба се погоди и символ. Ајде да почнем. Numéro 3. Што има зад картичката? Il y a un symbole. Un symbole qui est très célèbre. Il s'appelle le Big Ben. C'est le symbole de Londres, la capitale du Royaume-Uni. Добро погодивте. Видиме втората коцка. Numéro 4. Qu'est-ce que c'est? C'est une danse traditionnelle d'Espagne. Gradot. Madrid, la capitale de l'Espagne. Bravo. Da vidimo ova. Numéro 1. Voilà, une danse traditionnelle, mais aussi regardez les habits traditionnels. Дали ја препознавате овој традиционален танц и облеката? Дали ве потсеќа на некоја земја? Може би погодувате. C'est Berlin, la capitale de l'Allemagne. Ова сега ќе ви биде многу полесно. Да видиме зошто. Le symbole qui se cache derrière, c'est la Tour Eiffel. Et c'est Paris, la capitale de la France. Така е, деца. И стигнавме до петата. Regardez bien, il y a des monuments derrière la moto. Même la moto est un symbole. И моторот дури е символ на овој град. Меѓутоа и тие многу значајни стари споменици. Што мислите, за кој град станува збор? De quelle capitale s'agit-il? C'est Rome, la capitale de l'Italie. И еве ви ги петте, едни од поголемите и најзначајни градови во Европа. Берлин, Пари, Лондра, Мадрид и Рома. Браво, деца, за ова игра. Ајде сега на нашата тема. Ке се запознаеме со уште еден така значаен град. Текстот се вика Sa bouge à Bruxelles, писмено разбирање. Ке го прочитаме текстот заедно. Пред тоа ви кажав да си имате тетрадка, во тетрадката ќе си забележувате, затоа што полесно е понатаму да си ги одговорите прашањата. Еве ги прашањата, да ги разгледаме заедно. Quelle capitale présente ce texte? Прво прашање. Второ, où se trouve-t-elle? Трето, quelles institutions y sont installées? Четврто, combien de symboles sont mentionnés? И пето, quelles sont les 4 spécialités gastronomiques citées? Прашањата ќе бидат пред вас. Вие сега кога ќе го читаме текстот, ќе се снајдете и ќе одговорите на овие 5 прашања. Ајде да видиме, се запознаеме. On lit le texte. C'est plus facile et c'est mieux avec mes lunettes, n'est-ce pas? Moi je lis et vous lisez avec moi. Sa bouge à Bruxelles vous emmène dans la jolie capitale de la Belgique. C'est ici que siègent la plupart des institutions de l'Union européenne ainsi que de nombreuses organisations internationales. Les symboles de Bruxelles sont nombreux. Mannequin Pi, les frites, les gaufres, l'atomium érigé lors de l'exposition universelle de 1958 et la Grande Place. On vient du bout du monde pour la photographier. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ici se trouve le splendide hôtel de ville. Victor Hugo l'a qualifié de plus belle place au monde. Ici, il y a l'art de vivre à la belge.
le chocolat et les pralines, sans oublier les frites et la bière. C'est une ville très internationale qui bouge beaucoup et où on a beaucoup d'opportunités. J'aime bien ça. Погледнете го уште малку текстот, нема да биде едно читање. Сега ќе го прочитаме уште еднаш, меѓутоа со понормална брзина и во оригинал. Вие за тоа време ќе си размислите и ќе можете понатаму да одговорите точно на прашањето. Ајде да го слушнеме. Ça bouge à Bruxelles vous emmène dans la jolie capitale de la Belgique. C'est ici que siègent la plupart des institutions de l'Union européenne ainsi que de nombreuses organisations internationales. Les symboles de Bruxelles sont nombreux, Manneken-Pie, les frites, les gaufres, l'atomium érigé lors de l'exposition universelle de 1958 et la Grand Place. On vient du bout du monde pour la photographier. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ici se trouve le splendide hôtel de ville. Victor Hugo l'a qualifié de plus belle place au monde. Ici, il y a l'art de vivre à la belge, le chocolat et les pralines, sans oublier les frites et la bière. C'est une ville très internationale qui bouge beaucoup et où on a beaucoup d'opportunités. J'aime bien ça. Деца, тоа беше текстот, се надевам дека со два пати читање веќе ви е јасно. Ајде да пробаме да одговориме сега на овие пет поставени прашања. Првото. Quelle capitale présente ce texte? Вие одговорите Брюксел. И точно е тоа. Што ви покажа дека главниот град во овој текст е Брисел, насловот, ça bouge à Bruxelles и justification, уште првата реченица, ça bouge à Bruxelles vous amène dans la jolie capitale de la Belgique. Второто прашање. Où se trouve-t-elle? Où se trouve Bruxelles? Вие одговоривте лесно, en Belgique. Така е. И што е justification? Ça bouge à Bruxelles vous amène dans la jolie capitale de la Belgique. Првите две прашања се лесни. Трето прашање. Quelles institutions y sont installées? Што одговоривте тука? Les institutions de l'Union européenne. Така е. Justification. C'est ici que siègent la plupart des institutions de l'Union européenne ainsi que de nombreuses organisations internationales. И сега е добар момент да ви кажам дека овој град, Брюксел, освен што е главен град, la capitale de la Belgique, тој е исто така la capitale de l'Union européenne. Сте го знаеле тоа дека Брисел е главен град на Европската унија, на цела Европа. Доколку не, еве сега се запознаваме со тоа. Затоа таму ги има сите институции на Европската унија и многу бројни меѓународни организации. Одиме со четвртото прашање. Combien de symboles sont mentionnés? Колку символи видовте вие? 5. Каде тоа го видовме во текстот? Les symboles de Bruxelles sont nombreux. Manneken-Pie, les frites, les gaufres, l'atomium érigé lors de l'exposition universelle de 1958 et la Grande Place. Ако ги изброиме, испаѓаат 5. Voilà. Manneken-Pie, 1, 2 frites, gaufres 3, atomium 4 et Grand Place 5. Il y en a 5 symboles. И последното прашање, quelles sont les 4 spécialités gastronomiques citées? Вие одговоривте le chocolat, les pralines, les frites et la bière. Каде тоа во текстот го видовме? Ici, il y a l'art de vivre à la belge, le chocolat et les pralines, sans oublier les frites et la bière. Сите зборови ви се познати, освен можеби les pralines. Les pralines се чоколадни бомбони, мали чоколадца. Сигурно сте ги пробале, меѓутоа не сте знаеле дека се викаат les pralines. За да го разбереме уште подлабоко текстот и да се запознаеме со символите, имаме втора активност. Regardez les images et faites les bonnes associations. 2 réponses par élément. Ги гледаме сликите и одговараме. 2 асоциации ќе важат за една слика. Првиот символ на Брисел е le Manneken-Pie. Спомнат во текстот, voilà, c'est l'image. Еве ги асоциациите. Еднаш ги прочитаме сега од почеток, потоа нема веќе да ги читаме. А.
Ce monument est nouveau et moderne. Il date de 1958. B. C'est un garçon qui fait pipi. C. On peut y aller le dimanche matin. D. On a construit cet édifice pour l'exposition universelle. E. Il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. F. C'est une fontaine. G. Les générations et les couches sociales s'y mélangent. H. Il se situe place du jeu de balle. I. On peut y boire une bière. J. Le splendide hôtel de ville s'y trouve. Za ova slika, za ovaj simbol, što se narekува le mannequin pi, кои две асоцијации би ги одбрале ние, доколку веќе ни е познат текстот. Ајде да видиме. Bien sûr, под Б ќе го одбереме. C'est un petit garçon qui fait pipi. И ќе го одберете F, c'est une fontaine. C'est évident. Ова е фонтана, со некој мало момче кој гледаме што прави, така ли е? Браво, ако вака сте одговорили. Одиме понатам со другите две асоцијации. Еве еден прекрасен символ на градот Брисел, l'atomium. Voilà, ça c'est l'image et voilà les associations. Одберете две, тие што веќе се одбрани се пречкртани. Одбираме Ce monument est nouveau et moderne et date de 1958. Се разбира дека тоа ќе го одбереме. Ова е нов, модерен споменик од 1958 година. И одбираме D. On a construit cet édifice pour l'exposition universelle. Изграден е за време на универзалната изложба. Еве ви интересни информации за културното наследство на Европа. Браво, ако ова сте го погодили. И да одиме со третиот символ, La Grande Place, спомнат во текстот. Еве, гледате вие пред вас. Еве ги асоциациите, тие 4 веќе не ни требаат, ова што остана, од таму ќе бираме. Што ќе одбереме најпрво? E. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Значи, овој плоштад е заштитен од УНЕСКО како светско културно наследство, освен што е дел од европското наследство. И сте одбрале Жи, le splendide hôtel de ville s'y trouve. Ова го имавте и во текстот, дека оваа зграда, Хотел де Вила, се наоѓа на овој преубав плоштад во Брисел. Браво, ако ова сте успеале да го одговорите. Имавте информации околу главниот град на Европската Унија, исто како и тие големи градови, каде и да одиме во било кој град низ Европа, било каде сакаме да купиме кадо е сувенир. Си купуваме подароци и сувенири за нашите пријатели. Qu'est-ce qu'on peut rapporter des villes européennes? Еве да видиме какви подароци или какви символи можеме да си одбереме и да донесеме да се сеќаваме на европските градови. Низ две ситуации да се воведеме. Ça c'est Philippe. Philippe est en vacances en Turquie. La capitale de la Turquie s'appelle Ankara. Il veut rapporter des souvenirs en France. Il demande un conseil. Je suis en vacances en Turquie. Je voudrais acheter des cadeaux souvenirs pour mes amis en France. Que pourrais-tu me proposer? Ајде да видиме. Што можеме да му понудиме да донесе од Турција или од градот Анкара? Voilà un objet. И му кажуваме. En Turquie, tu pourrais acheter une porte-clés avec une amulette. C'est un objet bleu qui ressemble à un œil. Ça te dit? On le trouve partout et en plus, ça porte du bonheur. Нашата идеја му се допадна на Филип и тој ќе ја прифати. Très bonne idée, merci beaucoup. Ова зборче што ви е тука подцртано се однесува на предметот што личи нели на око и е син предмет, привезок за клучеви, амајлија и намилет. Тој ви е нов збор. Ça porte du bonheur. Амајлија е нешто што не носи среќа. Да видиме втората ситуација. Едно семејство летува во Португалија. Ils sont en vacances au Portugal, ils veulent acheter des souvenirs, ils discutent
pour se mettre d'accord par rapport au choix de leur cadeau. Qu'est-ce qu'ils disent? Да слушнеме што кажуваат, како тие си ги одбираат нивните подаръци. Paula, ça te dirait d'acheter un t-shirt pour mamie et un cap pour papy? Qu'est-ce que tu en penses? Pas vraiment, Colette. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Ils ne portent jamais ce type de vêtements. Mais ils mangent des bonbons. Achetons des bonbons, papa. Ils les adorent. Овие што ви се тука подвлечени се можните подароци или предмети што може да ги купиме, еве во случајот од Португалија. Un t-shirt ou un cap. Un cap е капче. Des bonbons, знаете што се, тоа се бомбони. Тука имаме ситуација каде што на Пол не му се допадна многу предлогот на Колет. Подароците што ги бираме, сакаме да бидат најубавите. Кога некој ќе ни предложи, можеме да ги прифатиме или да ги одбиеме. Убаво е да имаме информации кога патуваме каков предмет сакаме да купиме и да одбереме, за да биде символ на земјата каде што сме биле. Сега ќе видиме, се подсетиме само comment accepter et remercier. Ако нешто ни се допаѓа, можеме да речеме merci beaucoup. D'accord, c'est une excellente idée. J'aime bien ta proposition. Ça me va. Je te remercie. И овие ги знаете, доколку треба да одбиете љубезно, сакате да купите нешто друго, сте одбрале некој поинтересен подарок, ќе одбиете вака. На овој начин. Non, je ne crois pas. Quelle drôle d'idée. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Une autre fois, peut-être. И сега да се подсетиме на некои зборови што сме ги учеле уште во 6-то деление, кога патуваме, секогаш сме во таа недоумица што да донесеме на нашите пријатели за да биде добар спомен. Кажавме, секој град си има свој символ, меѓутоа, предметите се главно исти, само, еве, например, првиот предмет, ако е ампостер, сликата може да биде од Париз, само може да биде од некој друг град. Постерот е добар сувенир. Ампостер. Или une montre, рачен часовник. Ова исто така често пати го купуваме како подарок, un t-shirt. На маицата може да има некој символ од градот каде што сме биле. Si vous visitez Paris, ова е добар подарок, une bouteille de parfum, затоа што парфемот е символ на Франција и на Париз, може да си купите парфем. Voilà une porte-clés, некој привезок од многу градови со некој символ што е главен за тој град. Во нашиот случај, са се la Tour Eiffel. Исто така може да купите некој накит, un bijou, и никогаш не е грешка да купиме нешто убаво како des bonbons, бомбони или des chocolat или чоколада. Многу градови имаат исто така чоколадото како символ и земјите како La Suisse или La Belgique, еве видовме, имаат интересни чоколада. Еве сега вие ќе се замислите дека сте во некој град и треба да купите некој соодветен сувенир што потсеќа на тој град. Тука имате 8 разни сувенири и вие ќе се обидете, ќе се потрудите да видите дали тој сувенир одговара на земјата и на градот каде што сте. Еве насоката. Vous êtes à Oslo, la capitale de la Norvège. Што би купиле од Осло, доколку одите во Осло? Très bien. Bon choix. Vous achèteriez des gants au tricot norvégien. Еве оваа плетка или овие ракавици, ова се вика норвешка плетка и е символ на Норвешка, ја има и на джемпери, и на ракавици и секаде. Ова е многу добар подарок доколку одите во Осло. Bien. Сега оваа задача малку е потешка за вас. Vous êtes à Reykjavik, la capitale de l'Islande. Vous connaissez? Ајде да пробаме. Très bien, bon choix.
Vous achèteriez un bijou en pierre volcanique. Ке купите некој накит со вулкански камен. Ама зошто? Parce qu'en Islande, il y a beaucoup de volcans. Таму има многу вулкани. Самиот вулкан, вулканите се символ на државата Исланд и на градот Рекјавик. Сте го знаеле тоа? Vous êtes à Berne, la capitale de la Suisse. Што е главниот символ на Швајцарија, освен чоколадото? Ајде одберете нешто што потсеќа. Très bien. Bon choix. Vous achèteriez une montre. Часовникот е символ на Швајцарија, а воедно и на главниот град Берн. Et à la fin, vous êtes à Vienne, la capitale de l'Autriche. Ако сте во Виена, што ќе одбереме од сите овие подароци? Најсладкиот подарок? Bon choix. Vous achèteriez une boîte chocolatier Mozart. Бомбонjera со што се нарекува Моцарт. Mozart, c'est un compositeur. Vous savez? И на крајот тие што ни останаа треба да погодиме и да го напишеме името на градот од каде што доаѓаат. Вака да ги погледнеме, а потоа ќе ги видиме асоциациите. Une tasse de thé. Ça commence avec un L et ça se termine avec un S. И вака се сите градови, треба да го погодиме градот. И една асоциација. Les Anglais ont une tradition de boire du thé l'après-midi. Leur capitale est. Вие размислувате, не одговарате одма. Потоа имате тука une sorte de bonbon, вика вака. Les habitants de ce pays scandinave aiment manger des bonbons salés. Leur capitale est. Ça commence avec un S et ça se termine avec un M. И тука имате, дали убаво ги гледате, не знам, овие се многу препознатлив сувенир, символ за источните земји. Меѓутоа тука е вака кажувам. Ces poupées célèbres viennent d'un pays dont la capitale s'appelle, ça commence avec un M et ça se termine avec un E. Ова не е баш многу лесна задача, меѓутоа ајде да пробаме. За првиот град, Лондра, се са. Зошто? Затоа што чајот е символ на Англија и воедно на нивниот главен град, кој веќе знаете дека се вика Лондра. Ça, c'est Stockholm. C'est la capitale de la Suède. И уште овој град ни остана. Moscou. Moscou, la capitale de la Russie. Деца, ако знаете ова да го одговорите и ако се снајдете во моите вежби, тогаш значи дека убаво сте ја совладале лекцијата број 5 за градови, за држави и за културното наследство на европските градови и на држави. Сега ќе ви дадам едно домашно да размислувате за вашиот град или за вашето место. Comment promouvoir un lieu touristique. Секој град, видовте, секој град има свој символ, секој град може да биде интересен. Ваша задача. Rédiger un prospectus pour faire la promotion de votre ville. Треба да се направи еден проспект за да си го промовирате вашиот град. Како тоа ќе го направите? Одберете некои убави слики, составете некој добар слоган. Што е слоган? Кратка реченица која носи интересна порака. И исто така, напишете некој краток текст, недолго, малку нешто. Представете во текстот кои се вашите споменици, што е тоа што го символизира вашиот град. Кои сувенири и подароци би биле интересни за некои туристи. Именувајте ги, представете ги со фотографија или со цртаж. Кои локални специјалитети би биле интересни да се пробаат. Ова ќе биде истражувачка домашна работа, можете да не ја правите индивидуално, може вашиот наставник да ве подели во работни групи, неколку деца да се соберете и да направите проспекти. Потоа може да си одберете кој проспект е најдобар. Јас ви посакувам успешно да завршите задачата и воедно се надевам дека овој час ви беше корисен за да стекнете корисни информации за културното наследство на европските градови и за символите. Bon courage et à la prochaine!